Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. Политика, медиуми и општество. Три мощни важни фактори, наизглед сосема неповрзани или независни еден од друг, меѓутоа сепак во исто време и тоа како битно зависни еден од друг, до толку што е практично и невозможно да се замисли тие да постојат посебно. А зошто е тоа така? Па токму затоа што целта на која служат не би била иста, односно не би можеле да функционираат независно. Како или зошто би постоеле медиумите ако немаат кому да известуваат? Што се медиумите без јавноста? Ако немаат кому да ја пренесат информацијата, ако ја немаат јавноста за да ја пренесат информацијата, што значи и обратно е исто така, односно дека без јавноста, како без јавноста и медиумите не би постоеле, исто така што е општество без медиуми. Едноставно денеска, особено кога живееме со едно и забрзано темпо, со медиумите се користиме на секој чекор. Така да не може да се каже, а што би правеле медиумите без јавноста? Ба да, но што би правела и јавноста без медиумите? А што би правело општеството без медиумите? Без јавноста секако, не би било ни општество тогаш, но без медиумите. Со други зборови, откако постои човештвото, постојат и се користеле и разни методи на пренесување и на пораки, и се комуницирало на различни начини и сето тоа е еден вид на составен дел на човековата природа, а особено она што е и тоа како неразделив дел од едно општество. Така доаѓаме сега до, ако веќе се согласуваме околу битноста и навистина поврзаноста, иако независни меѓу себе, но истовремено и тоа како поврзани, доаѓаме до тоа како функционираат. Тука е клучен момент на слободата на изразување и информациите, односно независните објективни информации. Овие се веќе и заштитени, односно со меѓународно и национално право загарантирани. И дотолку повеќе слободата на медиумите се смета за еден од предусловите на демократското општество, но прашање е колку таа навистина се почитува. Според најновиот извештај кој денеска беше презентиран, извештај за слободата на медиумите во Европа во минатата 2024 година, утврдени се бројни политички притисоци, дезинформации и ерозија на медиумската независност. Но ова се однесува за во Европа, не за нас, но дотолку повеќе ете да погледнеме кај нас, ако кај нив според оваа платформа за безбедност на новинарите ова се детектира, а тоа е да речеме дека во документот се посочуваат обиди за заробување на медиумите од страна на државата и политичките партии преку регулаторно мешање, манипулации, финансиски притисоци и така натаму. Понатаму оваа платформа укажува дека изборите во повеќе земји членки на Советот на Европа. Значи ова се однесува на Европа. Сега дали сме ние една оаза до која не допира тоа толку или не е толку изразено, затоа што по ова се гледа дека не е се добро што е ЕУ или што е западно или меѓународно. Ова се, особено ако се реални, секако, земаме како предпоставка дека е ова релевантно. Дали е кај нас уште полошо или сме велам една оаза која не сме во ЕУ, па не се состојбите и такви. Имено велам, значи, освен ова што се наведува во извештајот од страна на оваа платформа, се посочува и дека изборите во повеќе земји членки на Советот на Европа и во Соединетите Американски држави
забележуваат зголемено влијание на нелибералните и популистичките партии, кои честопати се непријателски настроени кон критичкото новинарство, особено она кое е од јавен интерес. Но и исто така многу е опширен извештајот, но се забележуваат и случаи кога новинари и медиумски работници се притворани или обструирани во својата работа, токму со цел да се попречи нивната работа, да се обесхрабрат, па дури и да направат било какви истражувања или пренос на информации. Ова платформа за безбедност на новинарите, заеднички проекти на Советот на Европа и мрежата на организации за слободата на медиумите, формирана е во 2015 година, а примарна цел е да биде механизам во реално време за следење и исправување со заканите притисоците против медиумите и професионалците. Секако тука станува збори и обратно. И медиумите би требале да се придржуваат и до тој новинарски кодекс, односно токму да бидат, како впрочем и секоја работа, само што во овие сфери, како што е да речеме медицината или медиумите, тука доаѓа повеќе до израз и можеби е и со резултати или со последици поизразено работењето, делувањето на медиумите, на здравствените работници, отколку да речеме во други професии, затоа што токму медиумите работат со јавноста, не само во рамки на едно општество, туку и пошироко. Медиумите може ги следи секој. Така, всушност, доаѓаме токму до ова дека неспорно е дека трите фактори, затоа и ставени како токму клучни, како три столба во едно општество, политиката, медиумите и општеството се постојат од секогаш, но и се менувале. Сме имале различни состојби, различни односи во изминатиот период, пред независноста на Македонија и така натаму. Какви се тие денеска? Дали мислите дека може да бидеме задоволни од функцијата која ја обавуваат, која извршуваат политиката и медиумите во рамки на општеството? Она како се допира до јавноста? Значи, тука затоа не е прашањето и само медиумите какви се. Политиката има обврската да допре до јавноста. Ако се затворени, нетранспарентни, попусто се медиумите, попуста им е улогата, функцијата. Затоа, значи, само во, а независни се. И политичарите, и медиумите би требале да бидат. И затоа, велам, третиот фактор е всушност општеството. Политиката и медиумите го сочинуваат општеството или го се во функција на општеството. Така да, колку, значи, даваат се од себе и политиката, но и медиумите, она што треба да бидат во општеството, да го дадат својот придонес во тоа да допрат до јавноста. Затоа што само преку успешна и меѓусебна функционалност помеѓу политиката и медиумите се допира до општеството и тоа е она што треба да не интересира, затоа што само тогаш функционира сето тоа како целина. А независно на еден начин работат сите, политичарите своето, медиумите своето, а општеството треба да го добие своето и да биде затворен тој круг. Тоа е денешната тема, значи колку и дали се почитува таа слобода на медиумите, медиумската независност. Воопшто, значи, и кај политиката, односно политичарите и медиумите, дали и медиумите ја почитуваат и секако, напомнувам уште еднаш, дека токму таа слобода на изразување и на информации се заштитени со меѓународните и со националното право, меѓународните закони, и дека токму таа слобода на медиумите се смета за предуслов на едно демократско општество, што според овој извештај
за слободата на медиумите во Европа во 2024 година воопшто не оди во прилог на тоа. Затоа што, како што спомнав, се набројуваат бројни политички притисоци, дезинформации и дека има состојба на ерозија на медиумската независност. Ете како е тоа таму, но и пред се како е кај нас, зборуваме во времето пред нас, на 6091-924-925. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме? Се слушаме, повелете, вие сте. Вака. Медиумите треба да се третираат исто како крвотокот во телото на човекот. Тие се застапени сегде, зборувам за оние медиуми што реално, честно, правилно пренесуваат. Без медиумите тешко денешно општество може да отстанува. Ако кај човекот во крвта влези ракот, исто ќе дојде кај медиумов да влези лагата, преварата, то така би дошло. Денеска медиумиве, мене ми се чини дека дали 70% реално пренесуваат, едно 30% има дубиози што се монтираат, да некој што му одговара да пласираат некој, да речем, одветни работи. Има такви држави што им одговараат местенки да направат, лаги да спроведат за било какви цели да дојдат до тоа. Иначе, без медиумот во денешно време не може да се замисли општеството. Оти медиумот електронски и директно вака секако е застапен он. Без медиумите, ја пример по мене, да не слушам, да не разберам, дали прочитам или телевизија да слушам или општа информација што се случува, незамисливо е. И со да не должам многу да зборувам, гледам време во тиде, да ве поздравам, убав ден да имате. Благодарам, ве поздравувам. Да, времето иде несопирливо, затоа еве и веднаш го поздравувам и јас следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Исов. Поздрав, повелете, ве слушам. Фала на поздравот, поздрав и од мене до вас и до вашите гледачи. Благодарам. Па, компарација што ја направи господинов со медиумите и со ракот, не ми се допаѓа ми тоа е негова работа, мислам дека да ти кажам за медиумите наши, не знам дали смеам да спомнам имиња на медиумите, ќе се откажам од споменам имиња, меѓутоа да ти кажам дека ретко ги пратам вести, бидејќи ги добивам на други, по други канали, знаеш, тега има интернет и Google, вамо, таму сите можеш да странски вести и сите работи. Јас ти кажам, сум поработил малку господинство во Германија, медиумите таму се пишуваат, и тоа се што се јавува е сето било или се навестува дека ќе биде нешто. Значи, никогаш не се да слобода да зборуваат нешто што не било или ќе биде, да овие вакви се, такви се. Кај нас има неколку медиуми што, ти кажам, прави се јавувам на две телевизии од нив. Цител не сме го пуштил, таа речи, не знам, Телма не сме ја пуштил и македонската телевизија Варшава и уште две други слушам. Меѓутоа, многу работи не ми се допаѓаат. Јавноста се треба да биде информирана. Меѓутоа, многу информации се дезинформации или се полувистини или полуневистини, како сакаш речи ги. Во другите медиуми се разбира, лично ќе кажат дека гледам дека се чисто партиски медиуми. Значи, партиски медиум, пример имаше во Русија, што го убија Алексеј Навални, нели? Кога беше СДСМ на власт, подобро ги третира медиумот во Русија, него опозицијскиот него. Така, ви благодарам, ве поздравувам. Не правиме поединечно оценување на медиумите, туку каква е општата состојба, и тоа воопшто затоа токму таа спрега политика, медиуми и општество, улогата, притисоците евентуални
на политиката врз медиумите, затоа што постојано зборуваме во однос на судската власт и така натаму. Слично е, и тие се независни или би требале да бидат независни, а истовремено треба и да соработуваат. Но не треба да има мешање. Секој треба да си го работи своето. Или пак судската се меша во извршната, во централната и така натаму. И сега слично и со медиумите. Но, исто така и медиумите треба да бидат професионални. Значи, една општа, каква е општата состојба, затоа велам дотолку повеќе што и немаме представници од другите медиуми, па прво целта и како што кажав не е поединечно да се оценува кој е како, а со оглед на тоа што велам немаме ниту присутни, не би било ниту коректно. А освен тоа пак и не може да се земат предвид сите и кога би се правела оценка, тоа би требало да биде предмет на една обсежна анализа, затоа што има тука еден куп, значи дали се значи многобројни електронски медиуми, дали се телевизија, дали се радио станици, портали, па понатаму не знам, подкасти ако сакате, какви да се медиуми кои ја имаат својата улога и кои би требале да бидат и независни и она што е велам и според меѓународниот закон да им се гарантира и слободата на изразување и на информациите, да бидат заштитени во предавање на информациите, споделување на информациите, но во исто време и тие тоа да го прават одговорно и тие ја имаат одговорноста да не злоупотребуваат. Аналогијата е веламе слична или како во здравството. И во здравството има многу злоупотреби. Мислам, не кај нас, туку воопшто здравството како... А тоа воопшто не е целта на здравството. Здравството е осмислено со нешто сосема друго и таа Хипократова заклетва и така натаму. Но има, значи, нели, црн пазар, бизниси, се тргува во здравството и слично, дали терапии, органи и така натаму. Така да има одстапувања од професионалноста и впрочем не е само здравството, секаде има. Ете, најмногу зборуваме за таа корупција и криминал токму таму каде што најмалку треба да ги има. А тоа се токму на тие раководни места на општеството, на државните раководни места. Извршна, законодавна, судска власт и така натаму. И тоа ни се најслабите точки. Меѓутоа, клучен елемент дотолку повеќе информациите и медиумите од секогаш биле, да не историски се враќаме наназад, да не одземаме време. Особено, значи, ако се слаби точки, извршна централна власт, судска власт и така натаму, ако има спрега со судството, тогаш апсолутно не е исклучено да има и во другите сфери. Токму и во ово извештај и опфаќа, да речеме, и одредени вознемирувачки примери, ова цитирам, на наводен дослух помеѓу безбедносните агенции, судството и осомничени сторители на кривични дела. Случаи на неказнивост поврзани со убиства на новинари, односно како медиумите ќе информираат или нема да информираат. Значи, токму притисоци од судството, од властите и така натаму, извршна која и да е. Велам, според извештајот за состојбите во Европа. Ако се добри тие столбови, извршна судска власт и така натаму, ако се тие професионални, тогаш и шансите да имаат било какво влијание се секако многу помали. И обратно. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, вие сте, повелете, ве слушам. Благодарам. Да, молам, повелете. Една мала реплика на вчерашниот гледаш дека јас тропам глупости. Ако јас тропам глупости, тоа е за мене лошо. Ама да знае дека и за него некој мисли дека тропа глупости. Па тука сме еднакви. Значи, треба да внимаваме што зборуваме, а некој трет треба да суди колку глупости кажал тој, а колку јас. А добро, и не сте еднакви затоа што тој кажал дека вие тропате глупости, така да тој е тој... А вие не сте го кажале тоа, да. Така. Меѓутоа, она другото што го кажав, што се однесува за медиуми, темата ја погодите. Да. Јас тоа што го кажав во однос на Маđarска,
А Маđarska викам затоа што ми се слични зборовите со Украина и Унгарија. Па да не сгрешам, нека ми простат македонистите. Јас тоа го слушнам на Антена или Канал 5 радио, како има Антена 5, во такси додека се возат. Маđарите се чудат зошто Војводина е во Србија. Многу им е нив тоа чудно, како Војводина останала во Србија. А се чудат како српската бановина станала македонска држава. И тоа јас само го поврзав. Јас сум свесна дека тоа е можеби теорија на заговор, што го кажав, или лажна вест. Меѓутоа таква е состојбата. Овие теми што ги даваме овој месец уназад пред нова година, не може човек да одвои што е теорија на заговор, а што е вистина. Може би се служиме со лажни вести и ние како гледачи, а и вие како медиуми. И ова убаво ставивте темата. Ниту политиката може без медиуми, ниту општеството. А едни може да притискаат на други. Од таму и произлегуваат лажните вести. Ако политиката притиска на медиумот, нормално дека тој нема да кажува вистина. Или обратно, ако медиумот измислува нешто за политиката, значи пак тоа е лага или теорија на заговор. Значи тие нема, секојаш било така. Меѓутоа треба да се трудиме сите, помалку да биде така. Благодарам, пријатно. Благодарам ве, поздравувам. И еве сега ме подсетивте токму на фактот на дефиницијата. Често пати зборуваме независни медиуми. Дефиницијата независен медиум се однесува на тоа медиумот, какови да не е зависен од власта. Значи не е тоа генерално независен. Јасно е, впрочем, не знам, особено приватните, еве, се едно, се абстрахирам, ајде, од Македонија, спомнав, ете, за да не посочувам. Или да нема алузија дури, секако нема да посочувам. Но приватни и така натаму. Јасно е, не знам дали има свој газда, каква му е, секој има уредувачка политика. Колкава е таа уредувачка политика, ете, дали уредникот, како во случајот, не знам, уредник, водител, еве, во оваа емисија, па ја имаме слободата да дискутираме што сакаме или однапред ќе се каже, тоа е повеќе помалку, но зависно секако од медиумот. Но сите тие дури и директно профилирани, кои се, не знам, и опозицијски, леви, десни и така натаму, не влегуваат во категоријата, не се детектираат како зависни, освен оние кои се под влијание на власта. Значи, тука е таа дистинкција. Независен медиум се мисли дали е под влијание на власта. Ако не е под влијание на власта, се едно. Може би, еве, гледате, има телевизија, оние, не знам, зелена, ова, она и така натаму, пропагираат нешто, едноставно пропагираат. Програмата, политиката, уредувачка им е таа. Не знам, музички канали, филмови и така натаму. Филмски канали, вакви или онакви, дали се, не знам, едукативни, патеписни или нешто сосема друго, не знам, мода и така натаму. Тие, очигледно, дека не се независни, но се во насока на таа профилираност. Независен е, значи, тоа велам со други зборови, да си работи независно од власта, да нема влијание од власта. А потоа вториот момент е, ако нема влијание од власта, да си биде професионален во тоа што го работи. Дали пренесува информации, вести, новости и така натаму, или, како што кажав, има друга програма, не знам, не е битно, детска програма и слично, како и да е, мора да, затоа сето тоа да го осмисли како што треба и да биде спрема јавноста на која и се обраќа соодветен, ако се тоа деца и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали го имаме следниот гледач? Повелете. Добар ден. Да, во програма се слушаме. Добар ден и убав ден. Благодарам, повелете. И па вака сега, политиката, медиуми и општество. Па сега, со почитување, да ви кажам, толкава демократија има, значи, од до. Сега, колку е сето тоа во таа демократија регуларно, колку е вистина, колку е тоа, мислам, сите гледаме. Значи, гледаме колку може да биде вистина, колку не вистина. Затоа што кога имате демократија и нормално е да може све да се протури. Затоа и демократија, не би била иначе демократија. Сега кој како и тоа го почитува и го употребува и го злоупотребува, сега тоа е веќе широк поим. Значи се може тука да помине.
Сега, викам, демократијата колку е убава, толку е малку сега мора да има тука некој ризик. Значи, демократија, затоа се вика демократија. Јасно. Ти немаш да имаш демократија без ризик. Еве, за било што да коментираме, ако сакаш да добиеш, да изгубиш, све ти е ризик. Значи, во се нешто треба да ризикуваш ако сакаш да дојдеш до таа цел што сакаш да ја постигнеш. И сега дали ќе ја постигнеш или ќе изгубиш или ќе добиеш, затоа викам ризик. Значи, во све имате ризик. Така да кај нас, мислам, кај нас, па и кај нас ја има. Сега да бидеме реални, еве слушаме, гледаме се и се што гледаме, имате подкасти, имате, не знам, овија дуели емисии, гледаме вести, вакви емисии, што се како вашава. Значи имате се што и тоа е голема демократија за мене, значи можете секдека нешто да си кажете. Сега кој како ќе го свати и дали ќе го свати и тоа ќе го земе во обзир, тоа е веќе друго нешто. Така да и во светот, еве гледате што гледаме, ја барем сега со Трамп, значи не знам што се не видовме и што не. Да, ви благодарам и особено значаен момент тој што го кажавте вие, тоа е како повратна спрега. Сите овие контактни, особено овој вид контактни емисии, каде што јавноста, гласот на народот може да се слушне, се и тоа како битни во контекст на слободата на изразување. Што може да кажете? Во таа смисла, дали се прави селекција на гледачи, на одредена група, дали се профилира мислењето, дали се наметнува и така натаму. Тука е тенка таа линија, а кого ќе вклучиме? Да се има демократија, да се биде и објективен. И сега право има секој, а при тоа не може секој да речеме да го каже мислењето. Од разни причини. Така да и тоа е таа повратна спрега, тогаш колку пак медиумите овозможуваат. Треба двонасочно да биде тоа. Да, медиумите се обраќаат, соопштуваат, особено пренесуваат од општествено-политичките состојби до јавноста, но и јавноста треба да се обрати назад и да размени мислења и да биде информирана, како сите и кои учествуваат и кои не следат, додека дискутираме разменување мислења, но и токму политиката, политичарите, функционерите да го слушнат гласот на народот. И тука, значи, таа пропустливост на медиумот треба да биде подеднаква и професионална и подеднаква како од политиката до јавноста, така и назад да врати. Не селективно, а не да и враќа на политиката тоа што сакаат тие да слушнат. Па ќе пушти, не знам, гледачи кои само ќе ги фалат и комплименти ќе им даваат дека одлично работат. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, се слушаме, повелете. Па вака, Исо, знаеш, некој вика каква држава, такви и медиуми. Ја претежно од медиумите, да ти кажам искрено, не сум задоволен. Дака, Па, разбирам. имам, например, медиум, беше тотално за опозицијата, сега тотално за власта. Таа опозиција стана власт, тотално за власт. Нејзините новинари што работат у тој медиум, фалење од кога станаа на власт, безпрекорно фалење слушаме. И многу се избегани од вистината, да ја кажат вистината. Како што има кодекс у здравството, како што има кодекс у судството, така и треба да има кодекс и у медиумот. Да, па има да новинарски, јасно, да, колку се почитува. Да работи во корист на државата, да работи во корист на народот. Така. Без разлика дали е на власт некоја партија и дали е на или во опозиција, тоа треба да го гледа. Ја многу новинари не сум задоволен. Знаеш, се гледа дека се овакво подкупени, да кажем подкупени. Корумпирани дека. Пријатно сум изненаден од МТВ, македонската телевизија. Например, некој медиум, некои новинарки, уствари ги нарекуваат Чарлиевите ангели. На гледачите че им текнат кои се.
Чарлиевите дека работат за некого. И тоа се гледа дека е апла тоа за пари. Не ја кажуваат вистината. И многу сум љут што на дебатниве емисии не викате обични луѓе, обични граѓани. Пријатно. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден и со поздрав до тебе. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Па Рибаро сигурно мисли на емисијата на Васко Попетровски 360 на МТВ. Кај што имаше земено од USAID $1,5 за таа емисија. Сигурно на таа емисија мисли. Еве, може да ни каже во друга прилика. Да, и вистината он сега ја знае, не ја знаат телевизиите. Таа телевизија што ја спомна ги откри повеќето криминали во Македонија. Ако тоа не е во интерес на државата, не знам. И да прашам, например, како ова госпоѓава што се увреди преска од некој гледач налетува на некој од Кулина Бана за Унгарија, а например не налетува на вест ваква или некој од телевизиве да објави например за Унгарија дека сите балкански држави имаат унгарски банки. Само Македонија нема унгарска банка. И дека мобилните оператори маđарски е во Црна Гора и во Албанија врвни се, и дека таа Унгарија во балканските држави има по 2 амбасадори, од кои едниот е советник за помош за како полесно да пристапат кон Европската унија. Значи, Унгарија е главниот промотор на овие простори државите да се доближат до Европската унија. Затоа и дури 2 амбасадори праќа еден специализиран да помага на државите. Ниеден медиум тоа не го објавува, овие читаат еден риби, дури фаќа вестник што ќе му дојде по реката, госпоѓава дури готви, нешто ќе чуе, нешто нема да чуе, тоа што и одговара ќе чуе, и после оваа телевизија чини, оваа не чини. Нема независна телевизија. Ако заработуваш сам си независен, ако друг те плаќа, нема независност. Вашингтон Пост од некни знаеш ли што кажа Трамп? Може економски и некои други работи да објавува. Нема политика. Вашингтон Пост, кај што е клуката на демократијата. Зашто? Така, да, благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме. Да. Нема медиум независен. Секој медиум е зависен. Знаете ли пошто заклучуваме ли? Кога се одржуваат тие анализи, аргументи плюс некаде топ теми, некаде по телевизиите, знаат се кои се тие телевизии. Кога викне двајца од Социјалдемократски сојуз, а викне еден од ВМРО, и никој пат не доваѓа до израз тај сам. Двајцата го надзворат, а и водитело е од таа страна го застапуваат, тие ги застапуваат двајцата, што се одезе гледа, и ни кажеме кои се тие медиуми. Како и тука има и кај вас овакви медиум, водителските што ги водат аргумент, плюс анализи, не, или ќе дојдат, ќе пушчат тие двајца од СДСМ, трети од ВМРО, ама вие од ВМРО. Јас дури со Пенкалото му диктира, доста збори за СДСМ, не збореме сега за СДСМ, збореме за ВМРО. Каква е таа наредба? Кој е тај водител да наредба? А он треме, не е важно дали он задржува некоја партија, симпатизер, верувам. Ама пред јавноста би треба да ги деле странките што доаѓаат тука у телевизијата. Одма за панесаната која е. И топ тема. Јас ќе нагласам и топ тема Иванка Василева, професорката. И 20 имаш од СДСМ, она беше с нама. Започне да збори, чекај нека кажам. Чекај нека кажам. На шо личи тоа? Тоа не ту уопште не доаѓа до изражај. Да, ако си реален, види ги реален и води ги исто. А после си пак си држи страната. Ама още ги луѓето да си зборили никите 21 од тие еден од тие. Да може да дојдат до изражај. Како што е само вистина. Викнете ги 20. Еве за Канал Пет не можем да кажам дека е така. Затоа што викнат 20 и тие кои после ги се наговори. А не тука новинарот да му водителот да му помага ти бос и тоа. Толку е уочливо. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушам. Почитан водителу? Да, повелете, добар ден. Ја ќе читам, ќе ви кажам, ќе цитирам зборови докажани кои ги има по телевизиските архиви и вели вака: кој нема да гласа за градоначалничката Даниела,
ќе ми текне. Не дебил, него добро. Ај помогнете ми. Не дебилови, а луѓево, добро. А кој ќе гласа за како се викаше до тогаш за Шилегов, ќе биде исто. Не ми текне на зборот. Тоа се зборови. А добро, на што се мисли? Еве, не можам ни јас да се сетам. Продолжувам. Добро, ајде да не ви одземам време за тоа, да. Добро. Тоа се зборови, можам да го кажам, ваш колега, на најозогласениот новинар на балконот, тоа е Латас. Тој беше страф и трепет за вас на времето. Што све во животот тој не доби од новинарството? На 2 пати беше на посета на Милошевиќ. Еднаш сам, а еднаш беше со неговиот газда, со Дзинго. Страф и трепет. Сега знаете каде е Латас? Со Ивона имала 1 милион евра така ради деца утре кога има, се скротија во Алфа. Во согласена телевизија, немој да ми замерите. Ке видите што ќе биде сега со таа телевизија пред изборите. Ги прибираат овие зомби. Зомби ги нарече зомби. Да. И сега на крај се прашувам, кај се пресудите за хациентите, поготово за на девојчињата што трешкаше глупости по телевизии. Добро, истече времето. Благодарам. Само те замолувам повторно да не ги оценуваме поединечно како медиумите, така и новинарите, туку општата состојба каква е генерално. Како што зборуваме за тие извештаи, перцепција на демократија и така натаму, на оценка од 0 до 100, ние сме на тоа место, отворено општество и слично. Сега поради што и така натаму, значи не се прецизира конкретно. Состојбите го даваат тој просек. Велам не затоа што не треба да се зборува за тоа, туку едноставно прво и треба да се детектира каква е општата состојба, а второ веќе ако би се зборувало, тогаш треба да се направи опсежна анализа, па поединечно се види кој медиум, портал, електронски пишан, подкасти, се што има веќе, но и при тоа тогаш и да има и представници од секого, особено или новинар, ако се спомнува некој, како и да е. Мислам не затоа што е велам новинар, за кого и да се зборува, дали е тоа некој лекар или што и да е, а зборуваме за здравството, тогаш да биде присутен и тој, па да си каже, ако да има прилика да каже едноставно, да одговори. Ако не каже, не мора да зборува, но да биде присутен и тогаш се веќе исполнети условите. Вака, велам, најмалку, најблаго кажано е, некоректно да се спомнуваат, па затоа да се задржиме генерално на состојбите. Велам, повод е овој извештај за во Европа, кој нотира политички притисоци и така натаму. Така да тоа и е сега, ние ништо дури не може да се постигне, иако дури целта на дискусијата ја нема смислата, освен еве да се, не знам, оцрнува некој поединечно, дали како медиум или име и така натаму, и да велам, дури и со право му се дава потоа прилика да реагира затоа што во отсуство бил спомнуван. Туку што токму состојбите за политички притисоци и така натаму врз медиумите, состојбите во Европа ја отвораа таа тема каква е кај нас. Значи, ако правел некој поединечно или прави и како медиум и поединечно, значи дека постои или притисок или соработка. Тоа што не би требало да постои. Така да и вие можете да видите, освен оние медиуми кои се, да речеме, стриктно определени за некоја намена или конкретно имаат баш ригидна, крута уредувачка политика, тогаш гледате дека се е практично идентично. И кој да е и водител и така натаму, се спроведува таа политика, војничка.
Овие другите, да речеме, кои се тука, кои оставаат слободата, она што треба да биде медиумот, ќе забележите тука разноликост. И тоа е еден од показателите. И тогаш вие може да кажете, не знам, оваа емисија, јас сум водител, пристрасен кон ова или кон она. Но не знам, друг ќе дојде водител, гледате тој друго. Значи не е тесна, крута уредувачката политика, туку секој си го тера своето. Значи има слобода да го... Сега ако се има слобода, тогаш е најдобро било да функционира професионално секој и да ја задржува слободата на изразување и на медиуми и на мислење, да биде објективен, но ако не го прави тоа, а има разноликост, тогаш значи дека тој е поединечно под влијание, ако го прави целосно медиумот, дека медиумот е под влијание. Повелете, добар ден. Односно притисоци може да бидат. Повелете, добар ден. А може и соработка, се едно. Добар ден, дали се слушаме? Врз доброволна основа, како и да е. Дали се слушаме, повелете? Добар ден. Ако да, вие сте, повелете, добар ден. Благодарам. Па вака ја ќе кажам своето размислување. Моето размислување е следното. Прво да се разбереме. Ние мораме да се сложиме дека имаме добро новинарство, имаме искрено новинарство, ама немаме искрени новинари. Еве ќе го подкрепам тоа со следното. Да речеме прес еден одреден голема личност, председател на влада, на држава или некој си политичар со поголемо педигре, има тука 10-15 новинари. Да ве подсетам вака, еве и вие сте новинар, дали тие 10 новинари ќе го напишат истиот текст што ќе го каже личноста која го врши пресот. Тие 10 новинари ќе напишат 10 различни текстови по свое налагање. Тие не можете, се ќе ме простите, ама ќе речем на Миленковски да му кажете дека не пишува како што треба, не е можно. На Латас да му кажете дека не е политички определен кон некого, или колешката негова, да речеме, ајде да не ја спомнувам, значи, или на Велинова, не знам кој тамо, да речеме, го рушат на самите новинари угледот на новинарството. Но, значи, оној кој што го држи пресот, тој дава, значи, изјава, дава исказ како ве слушаат, како ве настанат, што треба државата да направи, што треба политиката, сето тоа е многу убаво кажано. Ама некој не сака, што се вика, да го пренеса онака како што е, на што е. Меѓуто, како не му одговара, како не. Анкети се прават. Анкетите сите се по нарачка. Кого да го обвиниме сега? Јас ќе речам, тој што ја прави анкетата, се случило и мене да ме анкетира. Мика, ма не така, ќе кажеш вака. Каква е таа анкета, ако сака да кажувам онака како што тој сака. Затоа мислам дека новина... Да, благодарам, поздравувам исто така клучен момент на кој вие укажавте, велите 10-15 новинари на настани. Сега имаме ситуација на важни настани државни, да речеме, дали се поканети прво новинари? Ако се поканети, колку се поканети? Дали се поканети спорадично, неколкумина, од 1-2 медиуми? Или повеќе? Па потоа се доаѓа до тоа кои се поканети, а кои не се. И тогаш, затоа тука го гледате тој однос, врската, политиката со медиумите. Тоа е тој пристап, како вие што кажавте, со анкетата. Тогаш политиката си го прави своето. Или нема да викне никого, да покани, нема да му даде акредитација, sejedno дали е настан надвор, меѓународен, дали е за затворени врати, ние си разговараме, политичарите велат и нема новинари воопшто. Па тие ќе си договорат за нив директно и воопшто јавноста нема да знае. Дури и тие новинари, медиуми условно еве што се блиски до нив или кои би тоа го украсиле. Па потоа го имаме тој втор степен каде што би викнале, но ова треба да викнеме, но за да пуштиме тоа што ние сакаме. Па ќе ги викнеме тие нашите неколкумина да го украсат. Или sejedno колку и да се, тие што ќе украсат. Затоа треба да се гледа, секако нека нема ги викнат тие кои ќе критикуваат. Тука доаѓаме до третиот момент, кои се викнати, колку се викнати.
И затоа е најважно, ако има новинари, ако има медиуми, обрнувајте внимание на тоа, нека и да има од сите. Па и етнички, за жал, ние сме и во таа, за жал, јазична изолација. Колку мина ги следат албанските медиуми. И сега ете актуелни или поранешни функционери од албанските партии гостуваат таму честопати. И ако пренесе македонски медиум, може и да не пренесе. Ако пренесе, пренел 3 реда и тоа како тој ги видел на станите. Но кој не го знае јазикот не може да ја проследи дебатата. Значи, затоа треба... И обратно сега, но обратно би рекол, ајде, албанците повеќе знаат македонски отколку обратно. Но обратно во контекст на присуството на медиумите. Да се... Ете, и албански, и македонски, и сите. И тогаш значи дека показател дека политиката, власта е отворена за сите. Дојдете сите на настанот, еве ви. Па да ги видиме сите, не знам, и оние кои украсуваат, и оние кои се критички. Па нека критикуваат, а потоа јавноста ќе си го извлече своето. Па ќе кажа, да, знам, овие украсуваат, а да видам овие постојано што ги критикуваат. Па ќе дојде до објективен заклучок јавноста. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав до вас, повелете. Ве поздравувам од Кичево, Мила Индемирина. Ве поздравувам и јас, повелете, да. Па јас одомна не сум се јавил. Повелете, да. Ајде, реков, ако ништо друго, да ја разбијам ова моноетничка дебата. Одлично, одлично, ма и повеќе од тоа, повелете, како не. Па може би и нешто ќе кажам паметно. Сигурно, па како не. Па поделбата на власта, на законодавна, извршна и судска власт, во амбиент кој што се вика слобода на медиуми. Главен проблем кај нас е во овие 30 години тоа што ние немаме концепт за поделба на власта. Меѓусебната контрола на власта и меѓусебната одговорност на секој облик на власта. Ние се поклонуваме пред лидерите кои не водат, се воодушевуваме со единството, а не со поделбата на власта. Меѓутоа, политичката теорија не учи дека успешните општества се базираат на поделба на власта, која што треба да ни биде сојузник, но кај нас постои перцепција дека единството на власта е сојузник. И често лидерите на партиите кажуваат, ние која ќе дојдеме, ќе ставиме точка и од тука почнува се. Поединецот, колку и да е вреден, образован, креативен, не може да направи ништо ако не изгради систем кој ќе му овозможи на поединецот да ја максимализира својата креација и способност. Без функционални институции нема правна држава. Мора да има две битни работи. Тоа се општеството, кое што... Така, ви благодарам, за жал истече времето, но во секој случај ете со вашето мислење се приклучувате и ги збогатувате сите оние други кои се јавија и кои ги дадоа и своите мислења и останува токму ете да се извлече заклучокот од дискусијата. Тој објективен заклучок врз основа токму на објективната отвореност на слободата, сите да се вклучат кои сакаат да го споделат своето мислење и во таа смисла токму и да го дадеме и својот придонес како слободата на медиумите, на изразување, токму како предуслов на демократско општество. Благодарам што ете го направивме тоа заедно и што бевме заедно и со сите оние кои не следеа. Ви посакувам пријатно попладне. Останете со Телевизија 24, централниот дневник во 17 часот, а сигурен сум дека токму и од оваа дискусија околу тоа кој е колку независен ќе ви помогне и пореално да ги согледувате работите и да донесувате заклучоци за општествено-политичките состојби. Довидување.